сега што е разликата? ВМРО ДПМН има локална власт. И мислам дека тоа беше пресудното, затоа што тие инфраструктурата на локалната власт искористија за испомпување на пари просто за нивната кампања, која беше мегаломанска кампања. Значи, може да очигледно е каква кампања со колкав број милиони евра беше кампањата и тоа освен олигархиските спонзори беше и од пари од локалната самоуправа со која тие владаат и преку локалната самоуправа нели си поблиску до теренот, можеш полесно да ги мапираш гласачите, можеш полесно да вршиш притисоци и тоа едноставно вроди со плод. Број на освоени гласови на ВМРО ДПМН е многу поголем од тој што го освојувале претходните раководства на ВМРО ДПМН, но бројот на мандати е драстично поголем од втората партија. Драстично, значи 3 пати имаат повеќе пратеници од втората партија, со што природно се наметнува дилемата ќе имаме ли сега авторитарен режим или режим во кој што или ќе имаме власт која што ќе служи на граѓаните, на тие што толкава доверба му довериле на ВМРО ДПМН и на коалицијата, а толку малку на другите политички партии. Што е причината за толкавата доверба дадена на ВМРО ДПМН, а не доверба дадена за другите политички партии? Мислиш ли дека се сгреши некаде во вие, например, како Левица или другите политички партии кои што освојува помалку мандати, сгрешиле некаде у наративот, у кампањите во последните 7 години, у тоа како ја согледуваа политиката? Како носител на изборна листа, може би сега бев најблиску до изборниот процес. Значи, јас претходно сум бил и портпарол за време на локалните избори и сум учествувал на советничка листа, но овој пат бев носител за парламентарните избори и вака одблиску го видов процесот. Значи, процесот е се само недемократски процес. Тоа е најасно. Политичките партии се служат со сите механизми, со психопатски, социопатски игри за добивање на гласови, со притискање, со правење притисоци. Дури имаше една ситуација каде што во села се одело и се викало ако има еден глас за Левица, субвенции нема да добиете. Да, во општина Долнени. Тоа го правеа активисти на ВМРО ДПМН. Ако има еден глас од Левица, не добивате субвенции. Тоа е социопатска игра, тоа не е демократски процес и нели кога го видов одблиску, освен тие забелешки, има една друга објективна забелешка, дека 2020 беа изборите после промената на името, така? И не победи ВМРО ДПМН, туку СДСМ победи. Сега што е разликата? ВМРО ДПМН има локална власт. И мислам дека тоа беше пресудното, затоа што тие инфраструктурата на локалната власт искористија за испомпување на пари просто за нивната кампања, која беше мегаломанска кампања. Значи, може да очигледно е каква кампања со колкав број милиони евра беше кампањата и тоа освен олигархиските спонзори беше и од пари од локалната самоуправа со која тие владаат и преку локалната самоуправа нели си поблиску до теренот, можеш полесно да ги мапираш гласачите, можеш полесно да вршиш притисоци и тоа едноставно вроди со плод. Дури би искоментирал дека СДСМ да имаше храброст после 2017 да не мораше да го спасува Дуи што на крај им се удри од глава. Јас мислам дека СДСМ да организираше избори после 2017 исто ќе има рекорден број на мандати во однос на нивната партија и сега значи тоа ни се покажува, сите очекувавме ова да кажеме победа изборна на ВМРО ДПМН и од друга страна ние цело време тоа го зборуваме иако не се актуализираше, дур не се случи пред сам свршен чин па сите да се освестат дека социјалдемократијата и дека левиот политички блок ќе биде сменет за секогаш. И ова веќе се покажува практично. СДСМ падна под 20 пратеници со интенција да изгубат уште пратеници, затоа што нивните пратеници нели се шиткаат. И ние повикувавме на тоа. Од друга страна знам, беше најискрено отворено ќе го кажам, тоа беше обид за спас на СДСМ и амортизирање на тој пораз на СДСМ кој се очекуваше, но со тоа што Левица доби 70.000 гласови и ќе го испотенцираме ова во последните 2 недели. Медиумите на ВМРО пробаа да наметнат свој виден притисок на Левица да ја поддржи јавно Гордана Силјановска. Ние ја имавме поддржано 2019. Ние ги поддржавме ВМРО ДПМН за град Скопје, за вториот круг за Даниела Арсовска. Ги поддржавме за формирање на ново мнозинство за Симињање на Заев. Значи ние не го правевме тоа од што ги сакаме ВМРО ДПМН,
нас идеолошки непријател во поглед на левиот политички блок ние СДСМ и сметаме дека ние СДСМ можеме да го замениме во тој блок само ако СДСМ падне од власт. Значи не можеш ти да ги замениш додека се они на власт, а ние во опозиција. Значи на нас политички опортуно и продуктивно ни беше да го симнеме заев трговецот од власт и ние им дадовме поддршка. Овој пат не им дадовме поддршка затоа што ВМРО ДПМН се покажаа како неверојатно неблагодарни за било каков тип на политичка соработка. И тоа се покажа и со нивните помали коалициони партнери, нели Демократска алтернатива и НСДП, кога влегува во влада со ВМРО ДПМН, се растурија. Просто и тоа мислам дека ВМРО им го прави просто од позиција на сениор партнер во владата, така да во овие 2 недели имаше еклатантни лаги. Значи на денот на изборите имаше лага дека раководството на левица не земало ливче за претседателски избори. Јас земав ливче за претседателски избори и ги заокружив двајцата, пошто двајцата ми се мили многу, ама го земав, значи ливчето за претседателски избори, но нивните загари продолжија да лажат и да пласираат информации до крај, надевајќи се дека ние нели ќе пукнеме под тој притисок, но што успеа да направат е практично нас да не наметнат како главен непријател политички на ВМРО ДПМН, што на нас ќе ни биде долгорочно опортуно, затоа што народот, јавноста виде дека левица е најиздефинираниот политички непријател на ВМРО ДПМН. Опозиција генерално на естеблишментот не би рекол дека вие сте или да, затоа што СДСМ е мртов коњ во овој момент. Тоа ми е целата работа, затоа цело време го експлицирам ВМРО ДПМН, затоа што со СДСМ таа приказна е затворена и они ќе имаат плюс партиски кавги и борби во следниот период. Дали левица пледира на тоа да биде следниот СДСМ или да го завземе политичкиот простор на СДСМ? Мислите дека СДСМ готово? Крај СДСМ нема да се кренат пасокизација, ќе се случи дефинитивна, ќе се изгубат од политичката сцена и левица ќе го завземе нивниот простор? Ќе се маргинализираат. Значи нема да исчезнат потполно како партија, претпоставам, освен ако не испукаат на повеќе партии, што исто можност нормално, но како што беше ситуацијата со Пасок во Грција, значи ќе се маргинализираат, ќе дојдат на некои 5% веројатно на следните избори, додека ние би требале да го заземеме тој простор како доминантна политичка партија во левиот политички блок и мислам дека првиот таков резултат ќе го имаме на следните локални избори, затоа што веќе во скопските општини во Кисела Вода сме втора партија на овие избори. Во Аеродром имаме некои 100 гласа разлика со СДСМ. Значи, веќе во Скопје се дефинира таа промена на левиот политички блок и дури на ниво на Скопје, ако ги земеме сите општини, вклучително Шуто Ризари, каде што СДСМ е таму единствената ваква општина каде што имаме еклатантно голема разлика. Таму имаме ние 58 хардкор гласачи наши, они имаат 1000 гласови во Шутка. Значи таму е голема разлика и во Сарај. Тие 2 општини имаме нели голема разлика. И со тие општини СДСМ на ниво на Скопје има 35.000 гласови, Левица 27.000 гласови или 27.500 гласови, нешто така. Тоа покажува дека ако се изиграат правилно работите и плюс нели со самиот тренд кој го следиме, можно е во многу скопски општини веќе да влеземе во втор круг на локалните избори 2025, па може би и на ниво на град Скопје, и тоа веќе би ја покажала, би било дефинитивна промена во левиот политички блок. Може ли ВМРО ДПМН да смета на поддршка на левица ако на пример влезе во процес, ако се заинати да не ги става бугарите во уставот? Или ќе искористите ситуацијата у таква кавга да дополнително ги нападнете во МРД? Значи, ние бевме со нив на протести 2022, да, 2022 летото. Бевме во целиот тој процес на протести, ама имаше две разлики во нашето действување и нивното действување на тие протести. Првото е тоа што они правеа концерт, ние ги радикализиравме протестите и на денот на гласањето на францускиот предлог тие ги повлекоа своите структури од протестите и останаа само обичните луѓе, нели, со активистите на левица практично пред собранието. Значи ние имавме таму иста, ајде да кажеме, иста политичка цел. Дури во град Скопје се сликавме советниците на ВМРО ДПМН и левица со еден транспарент голем. Да, не за бугари. Не за бугари во устав или против францускиот предлог. Значи, кога се работи за политички позиции кои се позитивни за државата, ние можеме да ги надминеме разликите. И апсолутно сметаме дека треба да се надминат разликите. Ние не сме како нив задоени со суета и да не можеме едноставно
да бидеме конструктивни само затоа што мораме ние да бидеме главните. Како тоа што го правеше нивниот лидер Мицковски со бойкотот на Димитара Пасиев на нивните медиуми, затоа што така му го крадеше сјајот, нели, кој тој сакаше да го има. Значи, апсолутно, се што е позитивно за државата, ние сме спремни да го поддржиме, но повторно нема да се случи тоа. ВМРО ДПМН ќе ги внесе бугарите во уставот, тоа е јасно како ден. Затоа што повторно ќе експлицирам што е тоа, не ама под бугарски диктат. Кои се другите услови? Ако ВМРО ДПМН реши да прави влада без албански коалиционен партнер, ќе добијат поддршка. Тоа ми беше, дали од вас ќе добијат поддршка, апсолутно. Еве пак ајде да ја правиме таа влада. Јавно ги повикуваме, ајде да ја правиме. Ќе влезете во таа влада или само ќе гласате за таа влада? Веројатно би гласале за таа влада. Пред сега после, значи повторно ние не сме за директорски позиции тука во политичката игра, ние сакаме да освоиме власта како левичарска партија, но се што е продуктивно ние го поддржуваме. И повторно ова е затоа што партиите од албанскиот политички блок се понашаат како сецесионистички партии, а не заради други причини. На колку километри е собранието од кај тебе дома? Јас чај рево централното градско подрачје, реално, така да не, јас со точак можам. На метри, на метри. Тоа е прашањето, да видиме дали да те следиме таму, дали ќе взимаш патни трошоци, ама вие дававте ветување дека нема да земате. Дури имаме една иницијатива која можеби малце се еве јас ќе бидам искрен, можеби малце е популистичка, но искрено е реална. И ние стварно би ја поддржале таа иницијатива. Ајде да ги сумираме сите бројки од претходниот мандат, колку инкасирале пратениците, и ајде таа бројка сега да ја реплицираме во еден фонд за помош за лечење на нашите дечиња во странство, затоа што здравствениот систем е руиниран. И ако приметите, ни една партија не зборуваше за здравствениот систем во предизборието, затоа што е толку руиниран, толку е срозан, што дури не се ни зборува. Веќе нема нови клинички центри. Изгледа конечно рекоа го оставаме клиничкиот центар уште 100 години. Да, средиме тоа што имаме. Да.